слушатела, можете да забележите дека гостин во овој дел од отвореното студио е градоначалникот на општина Центар Саша Богдановиќ. Со него ќе разговараме за добра, позитивна тема. Тоа е просторот околу старата железничка станица, каде што треба да се изгради подземен булевар, но исто така над булеварот ќе треба да се изгради еден сериозен и голем комплекс. Што ќе содржи тој? Добро, најпрво благодарам на поканата и поздрав до гледачите на 1 ТВ. Просторот околу стара железничка станица се гради по ДУП-от кој што е донесен 2012 година, каде што предвидува подземна сообраќајница и нормално изградба на станбен и деловен комплекс, кој што треба да заврши според некои прогнози и разговори во наредните 2 до 2,5 години, кој што ќе даде еден современ лик на тој дел од градот. Да, согласно најавите и всушност инвеститорот нели станува збор за сериозна турска компанија и од она што може да се забележи во тој дел од градот и забрзано се гради, меѓутоа ајде малку повеќе околу ова. Сметате ли дека ќе го врати можеби тој стар сјај и повеќе ќе им создаде навика на скопјани за овој дел од градот? Па, навистина, самиот проект има доста интересни содржини, кои што, освен што ќе го оплеменат, знаете дека таму имаше една дупка огромна, која што со години стоеше таму и беше, да кажам, една еколошка бомба, бидејќи никој немаше контрола, бидејќи беше заградено непроводно. Сепак, после известно време, општината Центар, заедно со градот Скопје, инвеститорот, дојдоа до фаза да ги откочи работите. Сакам само да напоменам, бидејќи често има нели разни критики во делот, дали треба да се гради, што се гради, како се гради. Ние мора да превзееме обврска, односно и да имаме во увид дека некои работи се направени од претходно и едноставно мора да се завршат што е можно побрзо, се со цел за да се испочитуваат некои норми. Односно државата во случај доколку продала одредено земјиште и во кое што им дала одредено право на инвеститорите, она мора да ги испочитува сите оние законски обврски кои што ги има и со тоа да се заврши целта, бидејќи ќе плаќа огромни пенали. Ние, односно Министерството за транспорт и врски, го има нели отуѓено тоа земјиште како државно, а потоа општината Центар согласно тогаш донесениот ДУП има издадено одобрение за градење. Господин Богдановиќ, она што мислам дека најмногу ќе ги интересира жителите на Скопје е подземната сообраќајница. Очигледно е дека е потребен таков проект тука да се реализира токму во овој дел од градот, каде што и се создава едно од оние тесни грла во централното градско подрачје. За каква сообраќајница ќе станува збор? Имаше еден проект кој што го спроведуваше градот претходно со 2 кружни тека. Дали останува истиот или пак има одредени измени? Да, и согласно договорот, и согласно одобрението, и согласно одобрението од град Скопје, бидејќи за се што е поврзано со сообраќај и сите проекти поврзани со сообраќај, нели треба да поминат во градот Скопје, ќе биде сообраќајница која што треба да го растерети тој дел од градот, односно да го реши, ајде да кажам, делот при движењето на Јужен булевар, каде што нели ќе има 2 кружни тока и ленти за движење кои што ќе бидат од поширок размер од тоа што го имаме до сега. И со тоа сметаме дека ќе ги отстраниме сите оние возила кои што се движеле пред тоа во горната површина и каде што највеќе бил закочен сообраќајот. Колку ленти ќе бидат и колку ќе биде долг булеварот и дали ќе останат и оние кои што сега во моментот се користат? Или пак тие повеќе нема да се користат? Само подземната ќе биде сообраќајница. Горе нормално ќе се има патеки за движење, сервисни улици кои што ќе бидат потребни за опслужување на тој дел од тоа населено место. Да, чинам дека согласно нели најавите за комплексот ќе бидат обезбедени соодветни 2800 паркинг места, чинам некаква таква бројка најдов. Да, и тоа е многу важно. Позитивните законски мерки, ние заради на одреден број станбени единици деловен простор се има пропишано колку паркинг места, согласно на тоа треба да се обезбеди и паркирање кое што треба во самата парцела да се го реши самиот инвеститор. Така да и со тоа сметаме во тој дел немавме никаков вид на организирање на паркирањето. Сметам дека ќе добием уште еден простор каде што граѓаните нормално ќе може да ги користат, не само луѓето кои што ќе живеат во тие станбени единици, него и останатиот
дел од граѓаните, бидејќи таму навистина немаше никаков можност или организирање на паркирање. Сега со ова плюс ќе се надополни, ќе се реши. Да, и за волја на вистината станува збор за еден дел од градот каде што и најголемата сообраќајна гужва се создава, дали од паркинзи, дали од Господине Богдановиќ, што ќе се прави со зеленилото? Ќе има ли зеленило околу овој комплекс? Споменавте и самите, доста сензитивни се жителите на центар, меѓутоа и секако граѓаните на Скопје во овој однос ќе вклучува ли комплексот, можеби е предвидено зеленило? Да, во самиот проект ќе има зеленило кое што ќе биде и партерно уредување, ајде да кажам, меѓу самите објекти кои што ќе бидат изградени, паркови кои што ќе имаат предвидено, но и на самите објекти ќе, нели, она што е модерно и тренд во светот и во Европа, каде што ќе се градат такви големи комплекси, ќе биде поставено и кровно зеленило и места каде што ќе има на самите згради зеленило, така да ќе се надополнува, односно ќе се користи секој можен простор каде што може да се засади нова зелена површина, и мислам дека и концептот на самиот инвеститор е да го оплемени што е можно повеќе со зеленило тој простор. Да, пред да продолжиме со прашањата, само да напоменам дека се отворени телефонските линии, почитувани, доколку некој од вас сака да се јави да го каже својот став по повод темава, можеби и некоја прашање имате. Еве, слушаме и од градоначалникот на општина Центар, станува збор за еден сериозен проект. Надежта е на сите дека ќе се подобри циркулирањето, како и во однос на сообраќајот на овој дел од градот, меѓутоа секако и за скопјани. Така, Јана, сите се надева дека ќе се врати стариот сјај во овој дел од центарот на градот. Господин Богдановиќ, од проектот, што може да се заклучи? За каква архитектура станува збор? Дали за традиционално, дали за модерно решение, дали истото ќе биде енергетски ефикасно? Малку повеќе детали за тоа, дали ќе бидат само стамбени простори или пак ќе има трговски центри, паркови, го споменавме и зеленилото. Па станува збор за комплексен проект кој што опфаќа станбено деловен простор, каде што нормално освен станбени единици ќе има деловни простори за канцеларии, ќе има и делови кои што ќе се користат како трговски центар и така натака. И станува збор за модерна архитектура која што опфаќа неколку правци, плюс во самиот проект се земени во предвид заштитно-конзерваторските услуги за да односно услови за да може да се заштити старата железничка станица, која што ќе се вклопи во целиот проект. Ќе биде еден вид на споменот што го имаме од 63-тот земјотрес за старата железничка станица, а позадината ќе биде еден модерен комплекс кој што ќе го имаме. Одлично. Имаме гледач на линија, па ајде малку да анимираме јавноста. Добро вечер, повелате во програмата. Добро вечер. Повелате. Моето прашање, ако сум стар скопјанец и ако сум животно заинтересиран за тој дел, е една пикантерија прашање на зидот на Пелистер. Има еден автомат кој што краде пари. Автоматот нема ни ознака, чифје, нити телефон каде да се реагира. Ми рекоа дека мора да се обратам до центар, сите секаде исповртев телефони, ми рекоа дека треба само се времево не ми иде од рака, дофијам до општина Центар и да прашам чифје тој автомат кој што само краде пари. И тоа е за некакви сувенир монети, а мене у тој момент ми изгледа пригодни за одредена приказна. Да би сакал, баш, ако знае градоначалникот, ако може, некако, ова време па и не е многу за крадење пари од туристи, меѓутоа автоматот е таков. Само на кое место се наоѓа? На кое место не разбравме? Во центарот на градот? На самиот зид на кафаната Пелистер, во строг центар. На кафаната Пелистер во строг центар. Во ред, градоначалникот доколку знае ќе ви одговори. Дали може би имате некоја прашање конкретно за или коментар дополнителен за темава или тоа се од вас? За темата ова ме одушевува што го слушам и би сакал да биде така како што го слушам. Иначе во ред. Јас сум роден у мала станица, некојаш од сега мало, така да одлично го знам тој и многу ми значи да биде што е можно по-лов.
Во ред, ви благодариме во секој случај за вашето јавување и вашите прашања. Богдановиќ, да започнеме евентуално доколку имате информација. Па ќе излеземе на терен бидејќи Не разбравме за каков автомат станува збор. Па мислам дека го имам видено, тоа на самата зграда има закачен автомат каде што нели се оставаат парички и се зима одреден сувенир, бирате. Сега треба да провериме само да видиме кој го има поставено и од кого има дозвола, пошто нели градот Скопје дава одобрение за поставување на одреден урбан управа, ќе го провериме тоа од понеделник, ако нешто е спорно ќе го отстраниме. Јана, имаме гледач или да продолжиме со имам прашање? уште еден гледач, ајде да го слушнеме неговото мислење или прашање, па одиме на разговорот повторно. Повелете, добро вечер. Добро вечер. Повелете. Покрај оваа тема што е актуелна, за нас е актуелно и деталниот план на центар. Ја би поставил директно прашање, кога ќе се донесат деталните урбанистички планови на Дебар Мало? И ве молам за директен одговор. Во ред. Ви благодариме. Повелете. Добро, бидејќи за најголемиот дел од плановите, по моите прогнози, бидејќи не зависи само од нас, зависи од другите институции, пред се градот Скопје, Министерството за транспорт и врски, доколку имате училишта во одреден детален урбанистички план, Министерството за образование и така натака. Моите прогнози сметам дека најголемиот дел од плановите кои што се ставени под така наречениот мораториум 31 план ќе бидат завршени најголемиот дел некаде во летото. Доколку се оди по таа динамика која што треба. Нормално мора да земеме во обзир дека идат и изборите. За време на избори не смеете да донесувате такви одлуки, односно менување на детални урбанистички планови. Но ние ќе гледаме да ги поминеме сите овие фази, па кои ќе се отстранат сите оние правни препреки за да го донесеме. Деталниот урбанистички план Дебар Мало имаше доста забелешки, анкетни листови. Ние како општинска администрација која што дојде пред година и 2-3 месеци, рековме дека ќе направиме повторна јавна анкета, ќе гледаме да ги коригираме сите оние забелешки грешки за кои што сметаме дека дополнително ќе го упропастат тој дел од општина Центар, но и неколку работи кои што ги имаме направени за да ги подобрат дел од условите, пред се зачување на сите оној слободен простор каде што има простор да остане некој парк или зеленило. Така да ќе го ставиме повторна јавна анкета со тие измени кои што сметаме дека треба да се направат за да самите граѓани после си преку анкета, преку расправа си одлучат во какво мало сакаат да живеат. Да, имаме и следен гледач на линија, меѓутоа ќе замолам само да останете на линија да поставиме уште бар едно-две прашања конкретно во однос на темава. Споменавме ли колку ќе чини овој проект? И кога би требало да биде за 2 до 3 години рековте, споменавме, меѓутоа чинам со гледачите не се доизјаснивте, ќе има и можност за забава на Скопјане, значи освен стамбен и деловен простор, ќе има и трговски центри, чинам, така, може би нешто дополнително, дали ќе се одржи, да речеме, кафулиња или Па тоа е веќе приватна собственост и зависно со тоа како деловниот простор ќе се одлучи самиот инвеститор. Дали би било канцелари, дали би било, не знам, трговски, тоа се некои работи кои што они сами ќе одлучуваат, дали ќе бидат продавници и така натака и кој тип на продавници. Тоа е нешто што го одлучуваат. Ние ги имаме во одобрението точно дефинирано колку е деловен, колку е стамбен, колку се паркинг места, согласно деталниот урбанистички план кој што е во сила. Добро. Ќе одиме со гледачот или со прашање? Како сакаш? Да, не чека гледачот, може да го вклучиме, па ќе продолжиме. Ајде, добро вечер, повелете во програмата. Добро вечер, имам прашање за ако се работи за мене, така? Да, за вас се работи, ве слушаме во студиото, повелате. Прашање имам до началникот од Центар со тоа што за Бујнаковец 2 ме интересира фабриката Треска. Ние сме околу Треска со куќички доградувани или градени бесправно, со кои имаме поднесено елаборати од денационализација на Треска за да се откупат по евро од квадрат со закон. Меѓутоа имаме дел значи добиено дел добиено, а дел немаме добиено и сега стигнати сме до откуп на земјиштето испод изградениот дел. Меѓутоа не ни издаваат ДУП од Центар за да ги легализираме и земјиштето испод изградениот дел. Па го прашувам градоначалникот на Центар зашто не ни издава
а таму кај што ни ги прават елаборатите и за диво изградениот дел, има значи луѓе кои добиваат документ а имало као мораториум во центар, во општина Центар. И со мои очи имам видено пред мене кај што човек од општина Центар носи дуб за да си го легализира испод изградениот објект, а за нас околу треска фабриката, значи Бујнаковец 2 не ни издаваат дуб и не можеме да си го легализираме. Па го прашувам зашто е тоа така, за едни може, а за други не може. Во ред, ви благодариме во интерес на времето секако, ви благодариме за вашето јавување. Мислам дека деталните урбанистички планови во Центар најмногу бура предизвикуваат кај жителите на општината. Што е моментот дека во општина Центар може да се дојде да се побара извод од дуб, тоа може. Ние со тоа што има појаснување во самото издавање на деталниот урбанистички план, дека да, точно има детален урбанистички план, и дека само заради одредени намени може да се користи. Значи не може да започнете градба, сега поново и земјиштето е од кај нас добиено, бидејќи државата конечно после X години го враќа на управување на општина Центар, така да може да се дое граѓанин слободно од понеделник нека помине ќе си добие извод од дуб. Само е наведено точно за кои намени може да се користи, бидејќи изводот од дуб се користи нели за започнување на градба, до оформување, легализација и за разни други основи. И нормално за тие основи може да се користи се што е однесено, односно доколку започне сака да започне одредена градба, тоа ќе биде спречен бидејќи имаме донесена одлука за неизвршување, односно незапочнување на нови постапки, што се под ингеренција на општина Центар. Го споминавме зеленилото претходно во разговорот, меѓутоа не му обрнавме доволно внимание. Овде каде што ќе се прави овој проект, во минатото имаше зеленило. Парк, што ќе биде сега? Значи, дали колка површина ќе има зеленило? Дали ќе ги задоволи потребите на жителите на Центар, но и на останатите? Да, значи таму колку што е пропишано во тој делот во деталниот урбанистички план, тоа мора да се запази, а од друга страна согласно проектот кој што го имаме добиено и предпоставам заради да кажам и привлечност на самиот инвеститор за го направи тоа место попривлечно, нели? На крајот они работат или профитираат од продажба на станови, деловен простор и така натака. Во самиот проект навистина имаат предвидено доста зеленило и доста модерни паркови, што се однесува тука во одреден дел од спротива веќе кај Урбан парк, тука ние веќе планираме да го оплемениме тој дел, кој што во изминатиот период беше запустен, па имавме диво населени ајде да кажам, наши сограѓани кои што го немаат решено од кровот над глава, така да во тој дел посебно ќе се работи од општината и од самиот инвеститор за озеленување и проширување на што е можно повеќе простор за зеленило. Дали се обврзани да исполнат некоја површина? Да, согласно одобрението и согласно деталниот план мора да исполнат. Да, ќе продискутираме и пред крај околу оно што сакав следно да ве прашам проектите и плановите на општина Центар и во овој однос, меѓутоа имаме уште еден гледач, па ајде добро вечер, повелата во програмата. Добро вечер. Повелата. Би го прашал градоначалникот, ме интересира дали овој мораториум важи за сите воопшто на територија на општина Центар донесени урбанистички планови или за строгиот центар на Скопје, прашањето е, или второ, тој мораториум се влече веќе, да речем, колку време се присутни, колку време е тој мораториум. Што е целта на мораториумот? Ќе донесат нешто ново, по-продуктивно, по-свежо, по-добро осмислено и кога може да почне да се делат, да речеме, дозволи за градба, да може почне да речеме, мало се изгради, се изработи, се ороди. Меѓутоа, другиот дел од Каршија, општина Карши Вардар, Крњево 1, Крњево 2, тие планови тремат луѓето од ослободување на Југославија, до сега немаат детален урбанистички план. Во ред. Нешто, мислам, стварно не во ред.
Ви благодариме за вашето јавување и поставеното прашање. Богдановиќ, повелата. Па, напоменав преска во изработка на еден план најбрзо да работите треба од 9 месеци до година и пол, па дури до 2. Ние сме веќе во поголемиот дел во завршните фази, што се однесува во делот со општината, се останало што ние согласности кои што ги чекаме од надлежните институции. Ние во брзо време ќе започнеме со ослободување. Сакам да ги им се заблагодарам на граѓаните во вербата и во трпението кој што го имаа, бидејќи и претходните планови кои што ги имавме, прво навистина ја осакати општината. Сега пробуваме со тие планови кои што ги носиме, бидејќи еден лош план може да замените со колку толку подобар, да спасиме тоа што може да се спаси од слободен простор, за да предвидиме нормално и градинки, и паркови, и игралишта и така натака. Второ ги носиме и за да некои работи што биле заборави. Например, еве се спомна Крњево, еве ќе го земи Маџар Мало, кој што да кажам се еден од по неурбанизираните делови на општина Центар, каде што немаше предвидено градинка. Сега во новиот план што се работи има предвидено градинка баш за тие луѓе кои што живеат таму. Исто има во Дебар Мало, исто има проширување на капацитети, значи плановите не само што ќе бидат основ за некаде да се дозволи развој или некаде да се коригира развојот кој што бил претходно даден, него напротив ќе биде и за да се направат одредени објекти кои што се во интерес и на граѓаните и на општината. Бидејќи еве имаме ситуација на донесени планови од претходно со 5% реализација. Зошто? Затоа што биле недонесени, не можат на дело да се спроведат. Баш заради тоа се цепкало, се делело, се пустило, се зголемувало, се правило. Вие кој ќе дојдете, еден човек може да дојде да каже еве, јас имам во планот тоа и тоа, ама фактичката состојба не може да го спроведе. Ние сето тоа го земаме во предвид за да дозволиме и на самите граѓани утре да може да си доградат, доправат, прошират и така натака. И тоа е и целата идеја. Не е само сега вие ќе му дадете на некој габарит и ќе кажете еве, сте му дале да реши станбено прашање и така натака, ама тоа нема да може никош во пракса да го спроведе. Зошто? Затоа што не знам, поминува сообраќајница. Па потоа па затоа што се консултираат, знаете како не е сега да се седнеме само неколку луѓе, него се консултираат и сообраќајци, се консултираат министерства, се консултираат институции. Мора да имате во предвид, например, идни планови што ќе се случуваат. Така да е комплексно прашање и не е само да го донесете, па после утре да не боли глава што се случило, као што не боли за многу работи во изминатиот период што се случувало на територија на општина Центар. Еве ќе кажам еден пример, ќе ги земам зградите Карши Бристол. Тие згради за да станат функционални, требаше да помине, односно во планот кој што е донесен претходно, а сега е под мораториум и се ревидира, требаше да помине улица сред паркот меѓу зградите. И тоа требаше, не знам, да го уништи тој дел односно од местото на кај Зелено пазарче и едноставно луѓе, деца кои што се играле, кои што шетале, треба да бидат поминува сообраќајница и некој утре да загрози нечи живот. Има начин на кој тоа што може да се реши. Сега зградите мене не ми се допаѓаат, нажалост се изградени таму каде што се. Имаше протести и на крајот се сечат дрвјата, меѓу тоа ништо позитивно па добро, не излезе. успеавме да спасиме нешто во тој дел и имаме се уште борба во тој дел за да граѓаните не бидат скроз затворени кои што биле претходно. Ако се продолжи во тој дел, односно заради нечив туѓи интерес, ние ќе ги оцелиме некои луѓе кои што со 40-50 години живеат таму, а не по нивна волја. Ниту никој ги прашал, едноставно тога се штанцале плановите у 3 навечер без да знае никој, ниту бил консултиран, едноставно после некој време само ќе како им никнува зграда. Вака сакаме преку транспарентно да си бидат запознаени, да знаат што ќе се случува и на крајот они да си дадат. Ова ни се свиѓа, ова ни се допаѓа и така натака. И на крај советот ќе го минува тоа. Така, пред да финишираме и ние со нашите прашања, доколку има уште една гледачка чинама која е се уште на линија. Добро вечер, повелете по концизно само ќе ве молам во програма сте. Ало? Да, на почеток само намалете го тонот на вашиот ТВ приемник за подобро да се слушаме. Повелете. Ало? Да, да замолив само да го намалите тонот на вашиот телевизор и повелете со ставот, прашањето или мислењето. Како и што? Господјо, во програма сте, значи ние тука веќе во студиото ве слушаме. Да. Ете така, ајде повелете, ве слушаме. Видите вака.
Добро. Само Благодарам. да, намалете Не го. сакала да му се обратам на господинот градоначалник и не би сакала да го прашувам, него би сакала само да го замолам. Само намалете го тонот за да нема ехо. Ете така и повелете, ајде. Така да го замолам да го направи градот Скопје или општина Центар чиста општина. Го намалив. Да. Значи би сакала да го запамтам градоначалникот како градоначалник кој што ја направил општина Центар чиста. Значи вдолж Партизанска, на потегот од град Скопје до Зоолошка градина, паркот, градскиот парк се многу нечисти. Се надевам дека комуникацијата меѓу градоначалникот и директорот на комунална хигиена треба да биде на повисоко ниво и да се организираат заедно да го исчистат градот Скопје или центарот на градот Скопје. Највеќе ме разочарува да живеам во чист град. Ништо друго не ми смета, али нечист град ми смета. Во ред. Ви благодариме, еве за вашето јавување, вашата забелешка. Вие бевте последниот гледач. Богдановиќ, коментар? Се работи напорно на тоа прашање, значи во изминатиот период општина Центар, градот Скопје спроведуваат цело време кампањи. Моментот е што ајде да кажам може слободно дека ние не наследивме скоро никаква инфраструктура. Прво ќе кажам немаше корпи за отпадоци насекаде, благодарение на градот Скопје веќе евидентно е дека се поставени огромен број на корпи за отпадоци пред се граѓаните да имаат каде да фрлаат. Второ, најавуваме измени во Законот за комунални редори или најавување на комунална полиција, бидејќи искрено колку ние да се трудиме да чистиме или да поставуваме урбана опрема, канти за корпи за отпадоци, еве веќе започнавме со набавување на нови машини и во општина Центар и градот Скопје има веќе за да оваа година го подобриме и машински чистењето и на сервисните и на стамбените улици кои што се наши, но и главните улици на градот Скопје се зголемува бројот на луѓе кои што работат на терен. Сепак факт е дека мора да работиме малку и на, ајде да кажам, и опоменувачката политика и казнената политика, бидејќи едноставно имаме примери на луѓе, имаме казнувано како општина Центар, луѓе кои што секој ден ни пишуваат ресторани или кафулиња, а неколку пати на лице место ги имаме санкционирано како имаат нови подземни контейнери, едноставно полесно им да го фрлат ѓубрето до контейнер. Ова не го кажувам дека сакаме да се жалиме, но едноставно такви слики ни праќаат каде што има ѓубре околу контейнерите. Да. И ние ги расчистуваме нормално кога доаѓаат, али едноставно само треба да го кренете капакот и да го фрлите. И веќе започнавме со такви активности, веќе се изрекуваат глоби, имаме координација со градот Скопје, но ќе бараме нешто, се разговара во тој дел, се разработува една работна верзија на измени на законот, каде што комуналните инспектори, редари и на градот Скопје и на општините ќе имаат малце поголеми ингеренции, ќе се зголеми нивниот број, бидејќи не можеме со сегашниот број да ги покриеме, за да некои работи што ги правеле МВР, пазарна инспекција малце припаднат кај нас. И тогаш кога ќе знам дека јас како градоначалник имам распоредено 10, 15, 20 комунални редари или полицајци, ќе има поголема контрола на самото место. Во ред, да, имавме уште неколку прашања до вас, меѓутоа еве градачите имаа приоритет, а со оглед на тоа што веќе треба да го заокружуваме овој блок од отвореното студио 1. Богдановиќ, да ви се заблагодариме за одвоеното време и вашето гостување. Така, јас и колегата Антонио Крстевски ќе се одјавиме, ќе ви посакаме убав викенд и секако се гледаме повторно од понеделник во шареноликот отворено студио 1. Пријатно.